Референдумот во Дојран завлакно успеа. 51,22% од вкупниот број гласачи излегле на гласање, односно 1407 од вкупно 2747 гласачи. Во текот на вчерашниот ден излезеноста беше прилично ниска, а најголемата разлика ја правеа населените места. Во 11 часот, например, излезеноста во село Црничани беше околу 30%, додека во Николик само 5%. Дојранчани помасовно излегоа после 17 часот, докога просечната излезеност на ниво на општина беше помалку од 35%, за до 19 часот да ја постигнат разликата од 15% до исполнување на потребниот резултат, 50% плюс 1 за успешен референдум. Општинската изборна комисија доцна синоќа ги објави и првичните резултати. За првото референдумско прашање, дали сте за или против отворање на рудници за металични минерални суровини на територијата на општина Дојран, за гласале 49 граѓани, додека против гласале 1340 граѓани. За второто референдумско прашање, дали сте за или против продолжување со работа на рудникот и рударскиот комплекс Казандол, за гласале 51, додека против гласале 1336 граѓани со право на глас. Дојранчани велат дека во иднина референдумот треба да биде алатка што ќе ја користат граѓаните за да се чуе нивниот глас и сами да ги носат важните одлуки за заедницата. И многу ми е мило што почна референдумот да стана главна алатка за искажување на мислењето на граѓаните и се надевам дека ова ќе стане практика за секое прашање, не само за ова прашање сега во врска со родниците и за други битни прашања, граѓаните ќе го искажат своето мислење преку референдум. Ние овде знаеме од што просперираме, знаеме што можеме овде да одгледуваме. Имаме едно природно богатство тука кое не смееме да го изоставиме, кој ни е главен ресурс за наша екзистенција. Градоначалникот и било кој совет или било што не сме да одлучуват без граѓаните. И пак најмногу и бенефити и штети се што може да има од било кои одлуки се врз граѓаните. Инаку вчерашниот референдумски ден помина мирно и без проблеми. Гласачките места беа отворени на време и немаше проблем со гласачкиот материјал. Јасни се референдумските прашања, до сега никој не побарал некоја интервенција за објаснување, си одговарат мирно, си тече процесот се како што треба. Сепак денот не помина без притисоци, според граѓанската организација Цивил, која што го следеше процесот на гласање. Граѓаните реагирале за притисоци од активисти на политичката партија ВМРО-ДПМН да не се излегува на гласање за да пропадне референдумот. Вакви забелешки имаше Цивил и за гласањето во Богданци. Инаку овој е третиот референдум во југоистокот за рудниците, по првиот во Гевгелија кој што се одржа на 24 април и во Богданци на 11 јуни. Референдум за Казандол распиша и мнозинството советници на Баландово за 20 август, додека Босилово ќе гласа на 3 септември за рудникот Иловица. Кампањата на граѓанските активисти против рудниците во југоисточниот регион трае речиси половина година.